Почитувани, добар ден, ова е новото издание на Црвена линија. А во него денес е меѓународен ден за искоренување на сиромаштијата. Но, она што секако ќе го истакменеме, дека во Македонија бројот на сиромашните не само што не се намалува, туку секојдневно е се поголем. Речиси 60.000 граѓани во Македонија денот го поминуваат со помалку од 60 денари. Во умерена сиромаштија со помалку од 200 денари на ден се соочуваат 510.000 граѓани. Колку пари се потребни за достоинствен живот? Тоа е она што денес ве прашуваме во ова ново издание на Црвена линија. Секако процедурата да се донесе едноставна, го вртите телефонскиот број 023 07 0005. Задолжително го намалувате тонот на телевизорот и секако оваа дискусија можете да ја продолжите и на социјалните медиуми, доколку не заследите на Facebook, профилот е Црвена линија, таму коментирате, шернувате и лајкнувате. Меѓу другото нема и на Твитер, но задолжително еве настојувам како и во секој издание на Црвена линија да ве активирам повеќе на Инстаграм. Зошто? Зошто секојдневно можете да бидете дел од оние кои што активно учествуваат во нашите Инстаграм стори анкети. Денес, доколку кликнете на Инстаграм Црвена линија Инстаграм стори, анкетата за денес гласи вака: дали според вас влие инфлацијата на сиромаштијата? Имате две опции за одговор, едната е да, другата е не. Кликате на вашиот одговор и секако некаде таму по рекламите процентуално ќе ви соопштам како гласале, односно како одговориле инстаграмчи. А сега на потекст сте вие. Значи, колку пари според вас, драги мои, се потребни за достоинствен живот во земјава? Ке повторам дека речиси 60.000 граѓани во Македонија денот го поминуваат со помалку од 60 денари. Во умерена сиромаштија, како што ја нарекуваат, со помалку од 200 денари на ден се соочуваат 510.000 граѓани. Каков ќе биде коментарот на првиот гледач, останува да слушнеме со оглед на тоа што верувам дека веќе ве имаме. Добар ден. Ало, Добар ден, ако може малку погласно би ве замолила. добар ден, сина. Добар ден, секој е добро. Па еве, според вас во земјава во моментот, колку пари се потребни за еден човек да има достоинствен живот? Едно семејство и дури од 4 члена е малку. Идеален народ дневно. Огрев, струја, огрева дупло качен, струја исто, покачуване 3 пати овој нелегитимен Ковачевски. Со доваѓањето на власт. Без избори, така. Пример нема ние пример. Значи, и лаво дана најмалку дневно треба да има. Затоа што е превише 100%, и 150% да се покачува и не скапија. Се да земеме од Огрев, 2-3 ледарки дрвата на 6. Земеме струјата, беше многу ефтино. Гледаме, да речеме храната беше се 100-150% покачување. И уште покачување. Дури Битихи се вика, нема врска за Раудуи од 2001 учесниците, се вика не треба да јадете витамини, луксузно било. Што? Без витамини, како може човек да остане без витамини? Животниот стандард, живото е со витамини, се одржава организмот. Без витамини. Како може да му нареди? Има ли врска ово што го зборувате? Овие са само алчни за неи и скапијата што увидуваат они само да се богатат. Ден не се заслужил. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот. Знаете, 90 секунди е време трењето на секој излагање и големо благодарам за гледачот кој што прв се вклучи во ова денешно издание на Црвена линија. Колку пари се потребни за достоинствен живот, ке слушнеме од следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Имајте убав ден. Емисијата следам нон-стоп. Се јавувам од Велес. Голем поздрав до Велешани преку вас. Благодариме.
за брачен пар 20-30 се доволно да живеат. Дали тоа значи еден член на семејството треба да има примање од 30.000 денари или заедно 20? Само едниот е пензионер, а домаќинкава не е работена и немам пензија. И еве како Да, истуркувате крај со крај. Да, а инаку сега само со една пензија минимална, тешко, давачки многу, за дома за живеачка, ама баш ич. Многу тешко. Еве, дадени се статистики дека речиси 60.000 граѓани во Македонија денот го поминуваат со помалку од 60 денари. Умерена сиромаштија, овие граѓани со помалку од 200 денари. Ако не е тајна, во денот со колку поминувате денари? Во денот не трошиме секој ден за тоа што нема за трошење. Но еве за достоинствен живот колку би ви биле доволни во рамки на еден месец? 30.000. 30.000 денари. Добро, благодарам многу за јавувањето и ве уште еднаш поздрав до Велишани кои што не следат во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте? Дали се слушаме? Добре, на самиот почеток по двата гледача кои што се вклучија, ќе потсетам уште еднаш, неминовно е да се повторува очигледно многу пати да го намалувате тонот на телевизорот. Веднаш по вклучувањето со оглед на тоа што подобро ќе се слушнеме, онака ако зборуваме телефонски само преку слушалка. Јас сега ќе дадам предност на гледачите, ќе се обидам уште еднаш и ќе речам добар ден во Црвена линија сте, телефонот звони. Ајде, добар ден. Добар ден, секој добро. Нека е напомош денот. Нека е напомош денот. Интересно прашање и деликатно во кој контекст да сватиме колку е сиромашна државата. Зашто? Затоа што овие 33 години многу луѓе се збогатија, украдоа, сега со пензии големи, работат. Затоа викам во кој контекст сиромашни луѓе. А Македонија као Македонија е богата држава. Само имаме сиромашни луѓе во паметот, во позитивен контекст. Не вреѓам никого. Во позитивен контекст. Затоа што 2 милиона народ, сега сме милиони и пол, колку сме, да не можеме да се прехраниме, довезуваме. Кога беше Тупурковски, програмата Дурденецка, чувам една голема страна како некој том, имаше се што му требаше Македонија, да не дава за увоз. Дали за пилиња, дали за жито, дали за ова, беше убаво. Со таа платформа тој победи, до душе и со тајванското признавање на Тајван. Затоа викам, Македонија као Македонија е богата држава, само има сиромашни во паметот луѓе и А еве според вас кажете ми за достоинствен живот во поглед на тоа со порастот на цените. За двојца 30.000 30.000 денари. Тоа значи по лице во семејството или доволно и се за 30 сите? за 20, За 20. 15.000 за човек. Значи достоинство да можеш еднаш во 2 недели додиш до град, 10 кебапчина кај тестан, да не го рекламираме или кај други и да не му се мисли. А вака, него да поставите прашање, сите коментираме, увој коментари, сите сме загрижени, како да се излечиме од оваа криза? Значи една недела истото прашање, како да се излечиме од оваа криза? Благодарам многу за прашањето. Еве ќе го поставиме веднаш на следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, додека да имаме гледач на 023070005, еве ќе побараме да можете да видите уште еднаш да се подсетиме како изгледа менито кога станува збор за она во што може да уживаат функционерите во собрание. Цените се екстремно, ќе кажеме, ниски. Тука еве можете да видите јадење по нарачка, еден омлет со пилешка шунка е само 80 денари, салатите, дури мешаната салата е 30 денари.
Цезар салатата е 170 денари. Како и да е, факт е дека речиси 60.000 граѓани во Македонија денот го поминуваат со помалку од 60 денари, што значи дека би можеле да конзумираат во денот една мешана салата, но во бифето на собранието, но не и надвор во некој ресторан, уште помалку, можеби 60 денари не се доволни да направите шопска салата и во домашни услови. Продолжуваме со вас. Колку пари се потребни за да има македонецот достоинствен живот? И дали еве, како што праша гледачот, гледате некаде решение во оваа криза? Добар ден. Добар ден. Секој добро. За водителката и телевизијата. Голем поздрав и до вас секако. Абе, пари не многу се потребни, али за достоинствен живот најмалку 20.000 евра да си. Така? Така, еден член во семејството да има 20.000 денари. 20.000 е, значи, зашто знае, но основни давачки, све има. И за лекарства нешто да даде. И за јадење достоинство, не е многу. Мислам да здисуеш. Значи, гревота и срамота е, еве, колку се себични ова што се на власт кај пензионерите, ние сме нели пензионери. Не знаете колку зимаат пари и никогаш не им е малку луѓе. Тоа е болест стара, комунистичка, да слушајте ме убаво, што ќе кажам. Они не веруваат за гладен човек. Не веруеш ти на? Треба тоа да се искорени, таа е изучила факултет, сега дај 40 години да рани работникот. Не може тоа, мора да се смени. Таа не допринела, да допринела нешто, да измислила некој цел свет да зима, нели, мотор да речеме да измислиме за кола, немаме ништо. Некој фрижидер или ништо тоа не измислено. Таа е завршено факултет и 40 години. А каде го гледате излезот еве од кризата? Излез е само промена. Тоа да се искорени од корен. Така, благодарам многу што ги дадовте вашите одговори на нашите денешни прашања. Истите ги поставуваме и до следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав ти на тебе. Голем поздрав и до вас. Најмалку 40.000 денари. Што вели тој 20 денари? Како дење срамота ја за 150 динара? Ручаат, цена. Според вас колку пари еве се доволни во месецот да има македонецот достоен живот? Па што, да си дојде други да владеат, да ги можете покачу пензиите, да ги можете парите и така. А овие упропастија држава е. Се упропастија држава. Нема од них ништо. Ништо. Тоа е катастрофа не виде на тира. Поздрав многу, види поздрав. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Одиме понатаму каде гледате решение во оваа криза и сега кој веќе го поставиме и анкетното прашање, влие ли инфлацијата на сиромаштијата? Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Среќен и убав ден на сите. Сите Благодарам многу. македонци се среќни. Бидејќи имат големи пензии, големи плати, убав живот, не треба ништо да се покачува, на функционерите треба да му се покаче, треба да му се даде добро јадење, за да можат повише да не изедат, бидејќи оти на градежниот работник не му се даде таков оброк, оти на шумскиот работник не му се даде таков оброк, оти на обичниот работник не му се даде таков оброк, туку му се дава 50 денари или 100 денари за ручек. Што ќе јаде тој со 50 и со 100 денари? Туку они треба да го јадат најубавото, они треба да се возат најубавите коли, они треба да го уживаат животот во најдобар стил, а обичниот човек доволно му се, еве 16.000 пензија за двајцата. А еве според вас на обичниот човек колку пари му се доволни за достоинствен живот? За еден? За еден? За еден? Или за двајца? Може и за двајца. Ами за двајцата од по 30-40.000 не треба да биде.
бидејќи и двајцата сме инвалиди и болни. Никој не те праша. Нема за инсулин, нема ленти, нема апаратче. Оди купи си, ми вика. Оди купи си. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Сега кој уште еднаш не би било лошо да го погледнеме ценовникот на менито во Собраниското бифе. Добар ден. Браво. Ако може малку погласно, многу слабо ве слушам. Јас сум на линија. Да, на црвена линија сте и веќе одлично ве слушам. Сега е добро? Одлично е. Супер. Супер, ајде да го покажеме менито. Дали ќе може да го покажеме Па што Собраниското да го покажувам? мени, поточно цените на она со што... Боле не го покажувајте, ќе се разочараме. Еве, Немој. дали во моментот некаде можете да уживате некаде во штрудла со тиква во вредност од 30 Да, денари? ќе уживам, ама може и да ме стават да перам следови тамо после уживањето. У таа кафана кај ќе влезам. Значи нема шанси со толку ефтини пари да пројдам. Увези ми нито толку, инаку држава е разнебитена скроз по сите основи, како политички, економски и сите други основи. Значи, од оваа држава нема ништо. Со овакви лидери, вакви бандити што ја водат државата, од ова нема ништо да остане. Мислам дека овој експеримент на американците трае тока 30 и кусур години и полека ќе си стане дел од Бугарија, дел од Албанија. Ајве, според вас колку пари во моментот се доволни за да може да се истурка месецот и да се има достоинствен живот секако? 2000 евра. 2000 евра. Така. Не помалку. Само 2000 евра и може нагоре, али подоле не. Нели Европа сакаме да бидеме европска држава. Така се живее во Европа. Време нема. Но секако вашето време од 90 секунди сме благодарни што го искористивте во ова издание на Црвена линија и еве ги охрабрувам оние кои што можеби не им се доволни овие 90 секунди, секако можете повторно да се вклучите во оваа дискусија во време траењето на Црвена линија. Добар ден. Еве, јас уште малку ќе дадам шанса. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во меѓувреме да не биде нели напразно да зборувам, секако ги знаете процедурите. Намалете го само тонот на телевизорот, еве тоа уште еднаш нагласувам за оние можеби кои што еве прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, но и ќе посочам да кликнете секако на tilma.com.mk и да се задржите и на овој наслов. Се разбира насловот е изјавата на Битики кој што вели ќе предложиме закон за корекција на платите на функционерите. Односно, вице-премиерот Битики најави законско решение со кое ќе се изврши корекција на законот за плати за избрани именувани лица со цел, како што рече, носење по праведно решение со кое би се ослободиле средства кои ќе бидат наменети за антикризни мерки за најранливите категории. Ова како го коментирате? Верувате ли дека еве со оваа корекција на платите на функционерите всушност ќе добијат најпогодените категории граѓани достоинствен живот? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, секој добро во Црвена линија сте. Благодарам, поздрав многу. Да ти кажам најискрено, Битики ветил, нели? Ја ништо не верувам тоа, дека они ќе се откажат од нешто, они се напунија со пари, па сега деме као ќе нешто ќе намалиме, да им помогнеме. Како ќе им помогнат Тина кога луѓето немаат телефон да ви се јават сега во емисија, а камоли немаат може ни телевизор, немаат струја, немаат ништо, и сега дали тој воопшто знае тој и сите тие што се таму во парламентот, дали воопшто знаат они колку луѓе има, дали воопшто се загрижиле
или само се секираат за нив тоа да јадат. Ем големи плати, види молим те, ем големи плати, ем јадат за ичпари. Ова нигде го нема на вистина. Толку сум разочарана, значи ти на баш ја ми текна до која ставивте темата, си викам замисли ти у болница кога лезат луѓето, јас сум лезала многу пати, ти даваат некој јадење без веза што нема ни да го погледнеш. У болница ти треба нели добар оброк, нели така лежиш у болница да закрепнеш малце. А они здрави прави ништо бутур не им е и они ќе јадат за 35 денари графчеве, абе нигде го нема ова. Колку пари ни треба, Тина, многу пари ни треба, значи. Во готвените јадења граф со сланина во собраниското бифе чини 150 денари. Па добро, ама прочитав јамо таму обично графче тавче 35 денари. Значи Тина, тоа не знам, само треба да се распрашате дали може и за дома да си носат. Ја чисто се сомневам дека они дома си носат од ова. Така, благодарам многу за јавувањето, продолжете да не следите. Продолжуваме понатаму. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, еве, според вас колку пари се потребни за достоинствен живот? Поздрав од Кавадарци. Поздрав до кавадарчани. Еве ве прашуваме колку пари според вас се доволни за достоинствен живот? Дали ме слушате во црвена линија? Најмалку 40.000. 35 до 40.000 за двојца. Така. За двојца. Нели срам вие функционерите бе. 78% нека ќе ја платите. Па по 500 евро. Како јадат у ваквото собранието 30 динара, граф, орис и друго. Има ни да ја име така. Не се засрамувате. Јас овој најбившо гласаме до сега, писма су до сега што су гласал за двете партии, ВМРО и ЕЗЕ, исти се, ништо. Само не гласање. Дали знаат у Југославија убаво се живееше? Еве јас се кажам за Кавадарци. Кавадарци после Марибор беше најбогат град у Југославија. Арно одеса земјоделието, гројде, одедени идат и трактори, куќе и други работи. Сега нема ништо, се прелог стана. Срамота е што се работеме, без срам. И вие пратеници да се намалат, се думнат пратеници доста е. Не само пари да имат ништо од нив. Срамотава. Не ли го слушат народот, бе? Што работат? За питачки сапе Благодарам многу за јавувањето. Подсетуваме дека денес е меѓународен ден за искоренување на сиромаштијата. Но во Македонија не само што не се искоренува сиромаштијата, туку се повеќе станува секојдневие. Рече се 60.000 граѓани во Македонија денот го поминуваат со помалку од 60 денари. Дури еве постои и нов термин, тоа е умерена, така наречена умерена сиромаштија, што во превод значи граѓани кои што живеат со помалку од 200 денари на ден. Колку пари се потребни за достоинствен живот? Што мислите вие? Добар ден. Добар ден. Ви кажам, јас овдека веќе гледам и повеќе луѓе што немаат ич. Значи јас сега сум во моето обкружување, секој ден само гледам повеќе луѓе што немаат, едноставно чекаат некој да им даде. Не сакам да ги нареđам со погрден збор, што сите, да ги кажам, како ги нарекуваат. Значи, на секој може све да му се случи во оваа држава сега и во овој момент. Затоа што каде е Министерство за социјала и труд? Што прави господјана министерка? Па да искочат на терен, доста од тие фотели седнале и да видат по општините како луѓе седат, немаат каде спијат, каде седат, дали имат да јадат, дали имат да спијат, само да ги видите. Значи, ова е невидена срамота. Значи, за нив се замрзнати цените во влада и во собрание, можат таму да јадат колку сакат и дома да носат за тие пари таму што ги дадат, како не им е срам. Значи, они не знаат што значи пара, они не знаат што значи да купиш нешто и кој е колку пари е како е. Значи, они уопште не знаат да ја видат парата како пара и што значи. Овако, ова е катастрофа, ова е народот, само да се случи народ. Да влезе под мишка и сите чао да ги извади. Значи, вакво нешто, па дајте ова нека идат луѓе што се бездомници, па колку бездомници имаме и све повеќе и повеќе сиромашни луѓе со овие инфлации. Па срамота е што се прави оваа инфлација. Се Каде го договараат со гледате бизнисмените решението? замрзни
Одмрзни, замрзни, одмрзни, они си профитираат, ти качија плати, за нив ништо не важи. Ова е... Благодарам многу за јавувањето. Само внимавајте на тајмерот 90 секунди, секако можете да се прејавите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Намали го тонот на телевизорот. Ете така, убаво кажавте, нека се намали целосно тонот на телевизорот за да подобро се слушнеме. Да. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, Тинче. Убав ден. Убав ден. Па еве, колку пари за почеток според вас се потребни во моментот за достоинствен живот? Колку пари се потребни? Барем 30.000 за нас двајца. 30.000 за 2 члена во семејството, добро? Да, не за двајцата, за нас. За стариот и за мене. А, така, добро. Така. А не 13.000 што за наме ние. Не можеме само лекој да земеме. Каде го гледате решението, еве? Според Никаде, вас? врека нагла, кај да ојме. Се најавува дека ќе се предложи закон за корекција на платите на Дали функционерите. можат тие да користат толку јадење и толку пари да земат големите? Но еве велат дека ќе има корекција во законот на плати за избрани именувани Мора да лица. сотрујат, веќе да сотрујат. Ото ние само лепи пиперки јадеме. Ве слушаме, продолжете, имате се уште... Немаме ни месце каснато ништо. Не сакаме ние ништо. Денот по ден... Нете се... Многу за јавувањето. Секако тајмерот во 90 секунди ќе ми биде драго да го искористите целосно, што значи потрудете се еве и да не правите паузи за да не одат секундите. Навистина ни значи преку вас да ја доживееме реалната слика, односно со што се соочуваат граѓаните на Македонија. Денес е меѓународен ден за искоренување на сиромаштијата. Како може да се искорени најбрзо сиромаштијата која што галопирачки расте во оваа земја? Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Благодарам што ме вклучивте. Од кај да почнам, кај да завршам? Од тоа колку пари еве се потребни за достоинствен живот во моментот? Достоинствен живот не го прават парите, него правдата и криминалот. Значи, доколку одиш на доктор и ти препише некој лек, што оди на рецепта, ќе поминеш поевтино. Доколку ти препише некој лек, што оди на негов близок, што дистрибутер, тоест на лекови што ги промовира, ќе го платиш еден лек може 2000, 1200, 1500, 1300 денари. И доколку има правда, нема да има крадење и нема да има корупција. Значи, тука лежи одговорот на ова ваше прашање. Благодарам, достапам. Благодарам многу што дадовте одговор на нашето прашање. Секако продолжете да не следите за да слушнете што ќе речат останатите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Дали ме слушате? Да, убаво ве слушаме, повелете. Сега сака да кажам за некои работи. Дали ова не им е мало платата, па сега да јадат и без пари? А дали знаете од кого јадат тие? Јадат од работниците, од пензионерите, од студентите, кратат очите, а тие си пераат своји работи. Според вас, колку во моментот е потребно, колку пари се потребни за достоинствен живот на едно семејство? За еден достоен живот за двочлено семејство најмалку се потребни 30.000. 30.000 денари, така? Да. Каде гледате еве решение, излез од оваа ситуација во која што ден на ден се зголемува бројот?
во оваа ситуација сега нема никакво решение, нема никаков излез. Никаков излез. Затоа што овие функционерите се гледаат само за себе, за други не гледаат ништо и така. Така еве вие за да го истуркате месецот на дневно ниво колку трошите? Па немам толку 30.000, немам приходи да трошам, со помалу пари трошиме некако. Така врвиме што да правиме, нема. Така. Еве, дали би сакале па и со овие примања кои што ги имате во моментот, например цените да изгледаат онака како што изгледаат во Собраниското бифе? Како не би сакале, ама нема нема тоа за нас. Тоа само за во Собраниското бифе за нас нема ништо. За нас само поскапување секој ден нови се. Така, големо благодарам за тоа што ги споделивте вашите ставови со нас. Продолжуваме понатаму. Еве уште еднаш да прашаме, влие ли инфлацијата на сиромаштијата? Дали инфлацијата е всушност главниот виновник за зголемениот број на луѓе кои што во денот кубурат со помалку од 60 денари, дури имаме и нов термин, наречена е така наречена умерена сиромаштија, што значи дека имаме граѓани, цифрата воопшто не е мала, 510.000 граѓани кои што во земјава во денот живеат со помалку од 200 денари. Добар ден. Дали се месна линија? Да, вие сте. Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Видете, дали Македонија е сиромашна држава? Секако Македонија е сиромашна држава. Тоа кажува сите анкети од околните држави. А зошто е сиромашна? Затоа што имаме и сиромашни луѓе. Тоа е нема, тоа секој треба да го кажува и да делува на тоа. Заедно семејство, за да преживее, што кажува од 20 членови, нормално е 30.000 динари се доволно пари. Ама тие пари треба да се остварува ако тие 20 другари секако зема пензија, ето по 15.000, на кај 20-30.000 динари. И секој граѓанин што е на оваа држава овде треба да зема пензија. Тој е жител на оваа држава. И тоа ќе може да има еден подостоинствен живот. А иначе ние, за да имаме еден достоинствен живот, треба да влеземе во Европска унија. И тогаш нема да зборуваме вакви проблеми, дека ниски пензии или нема некој да има пензија. Оти секој еден граѓанин треба да има пензија и ќе си живее еден достоинствен живот во оваа наша држава. Дали според вас инфлацијата е причината за сиромаштијата? Инфлацијата е многу мала кај нас сега. Инфлација нема, што е со 2.000 динари да потрошиш, можеш да наполниш една кошничка за цела недела. 20 луѓе не може да изеат. Појете во камп, една кошничка, 2.000 динари ќе за 20 луѓе не може да изеат. Значи тоа е решено кај нас. Државата многу води сметка за тоа, за стандардот на луѓето. Само ние за како да ја изгубиме сиромаштијата, треба да влеземе во Европска унија. Добро, благодарам многу за јавувањето. Ве досега можевте да слушнете што изјавија гледачите во рамки на ова издание на Црвена линија. Цифрата која што најмногу се повторуваше во однос на тоа колку пари се потребни за достоинствен живот е 30.000 денари за семејство од 2 члена. Добро, продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте. Ја се јавувам прв пат. Драго ни е дека е тоа така и се надевам не и последен пат. Инфлацијата што ќе утиче на сиромаштијата? Ништо. Затоа што таа и така голема сиромаштија, ова е капак на се. Нек ни гледа пресконференција премиерот и вице-премиерот Битичи. Имаше збор за сиромаштија, каква е голема сиромаштијата во Македонија. И господинот премиер прави компарација нашата сиромаштија како е со сиромаштијата во Африка. И сега ќе не враќа он со племињата Зулу или Масаи или па нека ни кажи кај има корење да копаме ние. Тоа е срамота. Како не му е срам да збори такви работи? Според вас колку пари еве се доволни за достоинствен живот на месечно? За 20 луѓе најмалку 40.000 денари. Да живее нормален живот.
како што некоја се живеело, јас сум малце повозрасен. Меѓутоа сега у ова време, што е огин и пламен сегде, што можеш да иде само со очи, нешто да јадеш, а не можеш да го пробаш. Така. Да не можеш да го купиш. Големо благодарам, Еве, што се охрабривте и што ни е драго што за прв пат се јавивте во Црвена линија. Ве очекуваме и на некоја друга тема. Драги мои, време е за реклами. А по рекламите, уште еднаш да ве подсетам за следете на социјалните медиуми, секако Facebook Црвена линија, Twitter, профилот на Телма телевизија, и таму ги објавуваме темите. А оние кои што не следат на Инстаграм, еве како одговорија на денешната анкета. На прашањето влијае ли инфлацијата на сиромаштијата, со да одговорија 92%. Со не само 8%. Како и да е, овде останува да ви се заблагодарам на сите вас кои што активно земавте учество во издание на Црвена линија, но и секако да ве поканам да не го менувате каналот, туку да останете и да си го збогатите денот со вредна награда. Многу брзо, за многу кусо време, јас преминувам во мојата втора канцеларија, денес знаменито за само 3 прашања и 3 точни одговори можете да освоите веќе нов велосипед. Ние секако ќе поработиме на тоа да вие со леснотија го сторите истото. Зошто? Бидејќи во моментот ќе бидам издајца и ќе ви подкажам поприлично доста прашања. Затоа меморирајте. Во ова издание на Заврти на Телмак има прашање како се вика жената на стрип јунакот Хогар Страшниот. Кој беше бројот на познатата дискотека во Њујорк, сега Студио 54? Потоа има и вакво прашање. Националното цвеќе на Турција е исто како и во Холандија. За кое цвеќе станува збор? Која држава е поголема? Норвешка или Шведска? И еве ви уште едно прашање, како се викаат научниците кои го проучуваат настанувањето, градбата и составот на земјата. Точните одговори ќе ми ги кажете во Заврти на Телма, а јас верувам дека некој денес од вас ќе го освои велосипедот и сите награди кои што ве очекуваат. За многу кусо време се гледаме јас и вие во Заврти на Телма.